Колеги пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес на дневен ред расправаме, односно разговараме за точката Предлог на закон за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа по скратена постапка, како и многу повеќе закони кои што ги тераме по скратена постапка. Со предлог законот се додава нов член со кој што општината може да планира пораст од најмногу 50% од сопствените приходи на основниот буџет во однос на просечно остварените приходи во последните 3 години. Актуелното, моменталното законско решение предвидува раст од најмногу 30% од просечно остварените приходи од последните 3 години. По исклучок, општината може да го надмине максималниот износ на планирани сопствени приходи на основниот буџет само доколку има обезбедено потврда за трансфер на средства од соодветна институција или во случај на промени кои се однесуваат на висината на сопствените приходи на основниот буџет. Но да одиме хронолошки поред. На 13 ноември 2018 година Собранието донесе Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа со кој што максималниот износ беше на ниво од 10%. Ваквото ограничување од министерот Драган Тевдовски беше презентирано како реформа во делот на финансирањето на единиците на локалната самоуправа. Паралелно пак со овој закон во постапка беше и се донесе закон со кој што на општините им се дадоа 50 милиони евра за плаќање на стари долгови. Внимавајте, 50 милиони евра за плаќање на стари долгови на општините. Тогаш истите тие општини и единките на корисници од втора линија на локално ниво должија 97 милиони евра, за да денес должат 70 милиони евра. Тоа значи дека и подадени 50 милиони евра и намалување на долговите од 97 на 47 милиони евра, општините за овие 2 години креирале нов долг од 23 милиони евра. На 20 ноември 2019 година Собранието донесе Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со кој максималниот износ се измени од 10% на 30%, како што реков и како што е денешното решение. Проблемите со финансирањето на локалната самоуправа, односно општините, е евидентен. Тоа е проблем, мораме да признаеме, кој што се провлекува повеќе години наназад. Но својата кулминација секогаш ја доживува кога СДСМ е на власт. Имено, централната власт, тоест владата на Република Македонија, заглавена во својата безидејност и неработа, во 2018 година префарли, како што кажа, 50 милиони евра на општините кои имаа неплатени долгови. На крајот на третиот квартал 2018 година општините и локалните установи должеле 97 милиони евра. И логично е денес по исплатата на тие средства долго да се намали, а општините да работат поодговорно. Но градоначалниците од редовите на СДСМ, јавна тајна е дека се генератори на неплатени обврски, а фирмите, односно економските оператори кои што работат за општините, чекаат за исплата. Па така, согласно извештајот од Министерството за финансии, 2 години подоцна, односно септември 2020 година, општините должат 70 милиони евра. За 2 години градоначалниците на СДСМ креирале нови обврски кои се неплатени во износ од 23 милиони евра или изголемување од речиси 50%. Покрај овој закон, пратениците од моменталното мнозинство предлагаат законски измени со кои што општините ќе може да ги предимenzионираат своите буџети за 50% и повеќе отколку во изминатите години. Поради ваквите неразумни предлози, градоначалниците се однесуваат како локални шерифи и на грбот на граѓаните прават високи сметки по кафаните, си купуваат нови возила, вработуваат партиски послушници, делат тендери на блиски. Впрочем, пред неполни 2 недели, при разгледувањето на извештајот од Државната комисија за спречување со корупција, председателката на истата оваа Државна комисија за спречување на корупцијата тоа и го нотираше, дека има сомнеш во делот на вработувањето, односно има криминални и коруптивни моменти во делот на работата на градоначалниците при локалните самоуправи.
Дополнително загрижувачки е што власта, знаејќи е неспособноста на своите градоначалници, им овозможува зголемување на буџетите на товар на граѓаните. Веќе од 1.1.2022 година се предлага нов закон со кој што ќе се зголема, односно ќе се најавени покачување или зголемување на даноците на имот. Условно речено, наместо општините да работат на подобрување и на проширување на опфатот на даночните обврзници во базите, како и подобрување на наплатата на локалните даноци, власта повторно наоѓа начин како предизборно да им овозможи на градоначалниците од СДСМ со манипулации да ги задолжат општините за непродуктивни трошоци. Со тоа ќе бидат казнети оние граѓани кои што плаќаат даноци, а пак оние кои што со години избегнуваат да платат или избегнуваат да влезат во базата на податоци и да бидат евидентирани, или пак да им се избегнуваат да им се направи реална проценка на вредноста на имотот, нема да имаат никакви обврски. Сега, оваа влада, според мене, нема конкретни мерки, нема политики, нема конкретни предлози, има само закони кои што ги тераат по скратена постапка, а владеачкото мнозинство, тенкото владеачко мнозинство има за задача да крева рака без да размислува за лошата состојба на општините и на граѓаните во Република Македонија. Свежи ни се сеќавањата на ветувањата од 2017 година, дека на општините ќе им се пренесат нови надлежности и многу повеќе финансиски средства за успешно извршување на доверените надлежности и за обезбедување на поквалитетни услуги за граѓаните. Сето тоа е далеку од стварно. Досега видовме само покривање на дупки во општинските буџети поради неконтролираното трошење на градоначалниците кои што доаѓаат од редовите на СДСМ. Додека средства за развојни политики не видовме. Наместо владата сега да донесе законско решение, каде што со закон ќе се спречи понатамошна злоупотреба на народните пари, на трошењето на парите од страна на локалната самоуправа, владата денес предлага закон со кој што во очи на локалните избори, на неполни 6 месеци пред локалните избори, општините ќе имаат дополнително средство за трошење, манипулација и најлошо од се подкуп на гласачи. Ваквото законско решение дополнително ќе го зголеми долгот кој го имаат општините. Само да потенцирам, кога бевте во опозиција, бидејќи јас доаѓам од Советот на општина Кавадарци, бев и во мандатот кога бевме на власт, и сега, кога ја практицираме власта, кога бевте опозиција на локалните совети, жестоко го критикувавте ваквиот начин на планирање на буџетот. Велевте дека таквото планирање било мегаломанско, односно тоа било предимензиониран буџет, кој бил планиран на нереални основи, бил популистички, преоптимистички и така натаму и така натаму. Меѓутоа, во овој контекст, сега кога зборуваме за локалната самоуправа, клучно за оваа точка е што направи Социјалдемократскиот сојуз во однос на зголемувањето на изворните приходи на општините. Дали се постигна, прашувам, дали се постигна целта приходите од ДДВ за општините долгорочно да се подигнат од 4,5 на 7% кои што ви беше и ветување, предизборно ветување? Ова го поставувам прашање и за сите градоначалници, за сите локални самоуправи во Република Македонија. Прашувам, дали приходите од персоналниот данок на доход ги изголемивте од 3% на 35%, како што тоа го ветивте во предизборите? Дали приходите од закуп на земјоделско земјиште ги изголемивте од 20% на 80%? Сето ова беше ветување во вашата програма, каде што имам извадок од програмата Живот, од програмата Можеме и така натаму. Сега ќе цитирам еден цитат од извештајот од Центарот за економски анализи. Вака вели: и покрај ефектите од COVID-19 врз финансиите на општините, кумулативно за сите 81 општина, за сите 81 единици на локалната самоуправа, нема дополнително потреба за задолжување, а со тоа немаме потреба и дополнително зголемување на прагот при планирањето на буџетот од 50%. Зошто? Затоа што имаат значителни заштити од нереализираните капитални расходи од капиталните планови во општините. На крајот, ако премиерот Зоран Заев
и СДСМ сакаат да стават крај на локалните шерифи, на градоначалниците во Република Македонија со исклучок на неколку, меѓу кои што и кавадарци, Предлог законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, поднесен од пратениците на мнозинството, веднаш треба да го повлечете. Благодарам. Благодарам.